Во врска со нашата изјава, кажавме дека премиерот ни кажа да си кажеме цена за животите на нашите деца. Конкретно потоа немавме никакви закани од политичките структури, да речем, или актуелната власт, но имавме некој раздор помеѓу родителите, некои од нив не сакаат демантот да биде објавен. Тоа на нас ни дава сумја на еден начин, зошто така, нели? Секој пат има некоја позадина. Демантот што го објавивме дека доколку сметате дека ние лажеме, слободно можат камерите, видеоснимките од камерите да ги пуштат за да види целата јавност дека од нас имат дозвола целиот разговор да биде објавен во јавност. Тие потоа кажаа дека воопшто немало камери, дека не било снимано, но сите ние видовме дека обезбедувањето има овде камери. Имаше, тоа е најболниот дел, значи и сега ќе има после ова. Ботови се впуштаат, некои други луѓе, говор на омраза, као, па зошто вие не снимавте? Па ние влегуваме во влада, луѓе. Нашите телефони беа земени и ставени во шкафови и заклучени. Сите ние бевме без телефони. Ние прв пат тогаш се видовме со премиерот и сметавме дека тоа ќе биде најдобронамерен разговор со емпатија. Но за жал, тогаш се видовме и повеќе нема да се вратиме.